Прес на СДСМ Штип. Гасификацијата по четврти пат ќе биде изборен Морков на ВМРО ДПМНЕ. Имено, според штипските социјалдемократи, во 3 изборни циклуси ВМРО ветувал гасификација, но од ветеното ништо не е направено. Наместо реализација на овие проекти, во изминативе 8 години, колку што е ВМРО ДПМНЕ на власт, тие на граѓаните им понудија само лажни ветувања. Само во 2013 година владата потроши 66,9 милиони евра државни пари за изработка на физибилити студија, а гасификацијата остана само имагинација. За сега, според СДСМ, гасификацијата е реално само во Куманово и Струмица. За разлика од останатите општини, во Куманово и Струмица веќе имаме функционални системи за гасификација. По што се разликуваат овие општини од останатите? Со овие општини раководат кадри на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Како општина каде има јавно предпријатие за гасификација, социјалдемократите го посочија Штип, што беше причина за реакција на општината. Трасата Куманово-Штип е приоритетна за владата на Република Македонија и донесена одлука во рок од 1 година истата да биде готова, за што се обезбедени и средства во висина од 5 милиони долари, а се работи на релација кон 3 чешми. Не е точно дека јавното предпријатие Енергоштип не работи ништо и дека таму се вработуваат луѓе. Во ова јавно предпријатие се ангажирани, значи не вработени, туку ангажирани само 2 лица кои се на список на Агенција за привремени вработувања. И покри тоа што се само двајца, тие изминатата година успеа да го анкетираат целото штипско стопанство и граѓанство за тоа дали би се гасифицирале по донесувањето на гасот во Штип.